Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, мој денешен гостин е аналитичарот Агим Јонус. Добре дојде. Моје почитување, благодарам што сум поканет. Агим, после се што се случи, да бидеме директни, да удриме во сршта, па потоа ќе одиме полека на посебните работи. После се што се случи, факт е дека овој руиниран систем треба да се ремонтира, треба да се смени. Еве, да речеме кога тебе лично би ти дале да го поправиш системот или да го ресетираш, да го ремонтираш, бидејќи не верувам дека може да се поправи тек така, поверојатно треба да се сруши па да се изгради пак од ново. Еве, кога би можел да го поправиш или ремонтираш или ресетираш овој систем, како би го направил тоа? Прашање од $1.000.000. Да. Како да ресетираш мала една држава несредена во време кога целиот свет се ресетира? Ние имаме, за жал, еден процес од 30-тина и повеќе години во кој перманентно газиме во кал. Значи, ова не е некоја криза која е произлезена, државата не е во криза која е акутна, таа е во хронична криза. Значи, немаме констелација политичка и немаме подол од самиот почеток. Немаме некоја конструкција која нешто гради, па сега е застанало. Ние сме перманентно во еден во кој што создаваме дупки. И како сега тие дупки да се покријат? Како 30 години нешто што довело до ова, преку ноќ да се измени. Многу тешко, но тоа не значи дека нема излез, тоа не значи дека нема начин. Многу е комплицирано. Ние немаме чувство кон државата. Значи, најголемата лага е дека имаме некој високо оформен патриотизам, некоја релација и љубов кон државата, која ја сакаме како светост, како и некои други народи, на кои државата им е изнад се, за да се грижиме за неја. Никој не се грижи реално за државата. За да се грижеше за државата, ние ќе имавме сосема поинаква слика. Многу пати ја више одвратно досаден стана во јавноста со една теза која вели дека ние сме станавме акционерско друштво кое е затечено во рацете на политички структури од различен карактер, а кои секој со своето јато и секој со својата филозофија, поготово од етнички карактер. Ресетот во Македонија дефинитивно е започнат. Значи, сега да не биде јас овдека пропагирам нечија филозофија или ВМРО го декларирам како спасителот на Македонија, меѓутоа почетокот е најавен, почетокот се надзира и почетокот веќе добива некаков замав, па макар локално, па макар ситно, па макар со ситни чекори кои нешто значат. Со народски јазик речено, значи без намера да ја спуштам нивото на дискусија, меѓутоа со народски јазик речено, на Македонија е потребен еден од мајка роден, кој ни по баби, ни по стричеви имена, ке сече. Кога велам сече, да не видам брутален, но нема алтернатива, ке сече и ке мери. Ни по баби, ни по стричеви има. Меѓутоа, за тоа му треба единство и екипа која реално е лојална кон идејата дека на Македонија дефинитивно и треба ресет, и треба стабилност, и треба еден пат во кој што таа ќе се зацврсти како структура, а со самото тоа рефлективно ќе биде и системот функционален. Немаме никаква промена на политичката сцена. 4 партии се од 91 до ден денеска актуелни, кои по својата појава, по своето присуство на политичката сцена во Македонија, имаа што да кажат кога 4 партии, носечки партии, македонските и албанските заедно, после 31 година, после сето она што имаа да го кажат и го кажа, не се случи ништо, значи треба прво политички ресет. На Македонија дефинитивно и треба една здрава, цврста трета опција. Ова не е нова идеја, ова е веќе и бајата идеја. Меѓутоа, новата опција за да се создаде,
треба да се расчисти со менталниот склоп, политичкиот ментален склоп, што значи доста веќе разединување и антагонизам по многу основи. Што значи еден лепак, еден носител како идеја, а тоа е државата. Сите паднаа на таа тема, на темата патриотизам. И македонците, ајде албанците некој ќе ги нарече како дежурни виновници, антидржавни елементи, вакви такви. Не, македонците, зошто ова го велам? Па да светоста наречена држава постоеше како носител, постоеше како столб. Сите ќе направија по некаков компромис. Сите ќе се обединуваа околу една наречија матица пчела, околу која треба да се ангажираат да таа биде како треба. А се надополнуваме во лошото често пати. Да, само македонците или само албанците, што се деси? тоа дефинитивно. Што се деси на крај? Се деси на крај еден апсолутен колапс. Колапсот е на сите нивоа. Ја не знам ние како функционираме како држава воопшто. Она што ми влева некаква надеж е тоа што Мицковски најавува промени. Започнува. Тоа што Ташковски веќе почнува да апси, не да најавува. Тоа што некои системски елементи почнуваат да покажуваат барем миц по миц некаква промена и така натаму. Каде е проблемот на Мицковски? Значи, јас верувам дека тоа некако ќе се подигне, дека некакви промени ќе почнат да се случуваат. Проблемот на Мицковски е тоа што тој сметам дека треба да расчисти прво сам со себе колкав дел од сопственото ткиво е спремен да ампутира. На Мицковски како елемент, како особа, како поединец. Богат, не му требаат пари, не му требаат превари, не му требаат дубари, не му треба ништо. Не му треба ни ајвар во Струмичко, ни марихуана, а не му треба ни тендери од медицински... Ни да се купува докторска титула. Да, и тие работи. Значи, он ја има топката во ноги. Почнува, за сега води, дрибла, до каде ќе стигне, не знам. Тој е единствениот безболен модел во Македонија. Значи, да му дадеме шанса на Мицковски. Но повторувам, еве, може јавно да му се обратам. Мицковски, колку си спремен од собственото јато да отстрелиш? Затоа што и ти си свесен дека твоето јато беше долго во власта. Многу нешта кои се прочепкаат, ќе ги растури можните структури и нивоа во кои што твоето јато спие. За СДСМ, за ДУИ и за сите останати ќе се најде чаре. Ако ти ја имаш топката во ноги. Дали до сега овие 3 недели докажаа дека се подготвени да ампутираат дел од своето миц по миц. Се уште не суштински. Сепак зборуваме за градоначалниците, за полицајци. Се е тоа во ред. Меѓутоа, тоа е вертикална структура. Вертикалната структура во општеството покажува некои измени кои што допора треба да покажат резултати. Вертикал, по хоризонтала државата е во живо блато. Се уште, затоа што структурите кои се таму местени, по етнички состав, по партиски состав, по било каков основ на некаква, наречи го непотизам или припадност некому, создаде една структура која го создава системот. Ние имаме полуписмен систем. Ние се уште во системот имаме јавна администрација која е преполна, а која е полуписмена. Ајде, земи во 21 век, во време на интернет, во време на многу нешта кои се од дигитален карактер, колку реално писмени луѓе имаш во јавната администрација. По министерствата, по било каде. Имаш полуписмен народ. На страна и тоа, где су паре, викаат Србинот. Добро, где су паре? Ајде да видиме где су паре. Каде е ветингот? Ама не ветингот за некој мушмули што продаал таму, па наместо 5 му ги запишеле 20. Ало, кој го чепна Грујове? Кој го чепна Мијалков? Кој ги чепна останатите? Кој го чепна Филипче за тендерите? Кој го чепна Заев реално? Ама не да го чепне. За потреби на дневна политика ја може да бъде што сакам дека устудијал.
Ја осудио, сега може да кажам, ово е лопов, оно е лопов, ама ја треба да имам докази. За да имаш докази, системот треба да ги прочачка, пронајде и евидентира тие докази. Кој работи реално на тоа? Тоа е ресет на држава. И така ќе дојдеме до оној елемент кој што се вика политика на казнивост. Кој кого да казнува? Ако ти имаш политичка структура 31 година, која во перманентен од прави афери за крадење, за тендери, за местенки, за проневерување на пари, доаѓаме до една асамблеја на една луда свадба во која сите се фатени за рака и која главната песна што се пее "Врана, врани, очи не вади". Дали ние ако продолжиме под принципот на "Врана, врани, очи не вади", ќе поминеме повторно низ еден феномен кој се вика фрлање на проблемите под тепих, малку усисивач од озгора колку да изгледа чисто и чао. Не може така. Ние долго време се занесувавме со евроинтегративните процеси, ко те и моте почна да кажува вака правиме, така правиме. Ние сме веќе Европа, крстајци криви сме веќе Европа. Европа е системот. Излези на улица ќе видиш колку. Извини, молим те, пријатели. Еве, возиш мотор, мотор, знаеш колку. Така. Еве, ети сме мотори, знаеме како е на улица. Така, на улица е хаос, Бангладеш. Ама веќе не може да не лаже, тебе и последнава екипа не лаже со тоа за промена, а досега, особено она претходната гарнитура, тој беше ЕУ ќе не храни, НАТО ќе не брани, ние ќе лежиме, ќе крадат, нели и се, така. И стигнавме до она ситуација во која се вика, пази, ние немаме спомнување на евроинтегративните приказни во јавноста веќе неколку месеци. Так. Таа приказна е ставена на страна. Оти сите се свесни дека се било шарена лага. Или, барем најголемиот дел бил шарена лага. Дали беше освестување можеби Украина кога рекоа Украина ќе влезе, а ние знаеме дека чекаме 30 години, односно 2005-та сме кандидати асли, 20 години чисти, дадовме се што не треба под Кирија, нели? И доаѓа Украина која што нема направено ништо, има војна и вика Украина ќе влезе. Јас длабоко се извинувам за својот вокабулар. Ние уствари не сакаме да си признаеме самите себе си дека сме крива крстајица. Зошто е тоа така? Земи го примерот на Албанија. Пази, еве како се сака држава. Не затоа што сум јас албанец, па сега некого фалам. Фалам Албанија и така натаму. Не, ајде, сите ставите ги на очарите и гледате на маса што се случува. Беше 50 години зад нас. Ние ги уживавме благодетите на СФРЈ, бевме у тоа време американци за сите. 50 години беа назад. Се отворија. Не пристигнаа 30 години и отидоа 50 години напред. Што ти кажува тоа? Тоа ти кажува дека си ја сакаа државата. Јас сум свесен дека некој можеби што не гледа сега ќе рече, што тресе овие? Не тресам, ја многу добро знам што зборам. Јер ти ако си ја сакаш државата, ќе имаш емоција. Ако имаш емоција, ќе имаш и акција. Ако имаш акција, не може да нема некаков резултат. Значи, нека ни е Господ на помош на овој начин. И ти мене ме прашуваш како јас би направил ресет во оваа држава. Што прво би променил? Брутално. Прво што би променил, би стопирал. Но без скрупули мора, значи, да се оди најљудски, најчовечки. Прво би стопирал многу процеси. Затоа што процесите кои се во движење се веќе или коруптивни, или на погрешен пат, или се недобро организирани, или ги водат луѓе кои што не се адекватни за тие процеси. Ми заликуваш на Илон Маск малку, да. Мислам, извини. Се шегувам, но тој е сега најпознатиот секач во. Јас сум лепши од него. Ти ја дадов. И овој, кажи го. И, значи, дефинитивно бруталност. Јер на народ кој што вековно функционирал исклучиво кога се плашел од некого. Се плашел од турчин, се плашел од србин, се плашел од грк, се плашел од бугар. Све некоја окупација, све некоја сме биле потлачени. Се некоја сме биле под нечија железна рака, па била таа окупаторска, била императорска или била каква. Овој народ функционирал исклучиво под брутални рамки. Овој народ функционирал исклучиво кога се плашел од нешто.
Кој од кога се плаши овдека во државата? Никој од никого. Но така функционира светот, така не е точно во Америка. Оди во најбогатиот кварт кога поминува полиција, сите се со главите доле, најбогатите затоа што знаат дека полицијата е полиција и нема тука играње играчки. Чекај, не си ни ти управо. Не си ни ти управо. Така? Дај ми ти мене полиција овдека, Да. од која јас ке се плашам, знаејќи дека таа функционира како што треба. Така и нема чичко, тетка, Извини, ти си ми колега, ти дај ми ти мене полиција која каде и да се појавува олицетворение на држава, олицетворение на ред, олицетворение на казнивост, олицетворение на сочувување на поредок. Па ја ќе респектирам таква полиција, ја ќе не се возат плашам. 500 на сат затоа што знаат дека Извини, пријатели, уште кога ќе видам полицаец на 500 метра, ја ќе речам, слушај, ја се тргнеме на друга страна. Не може така, пријатели. И така да. Ајде да не губиме време, како јас би ја ресетирал ова држава. Само со железна рака. Нема за овој народ поинаку. Овој народ не е спремен, барем покажа дека не е спремен. Овој народ не е зрел, барем покажа дека не е зрел. Овој народ покажа дека, Боже ме прости, ова е јавен простор, ова е емисија, не заслужува држава. И кој тука пати? Пати една огромна маса. Земи ги, како ќе го илустрирам ова што го зборам. Земи ти анкетите од изборите, земи ги, на последните неколку изборни процеси назад. Која бројка е најголема? Пази, не знам, за никого не гласам, разочаран сум, не гласам, не ќем да гласам. Таа бројка која ќе собереш од тие анкетни ливчиња, таа бројка е поголема од бројката на сите политички партии заедно што носат носивост и бројност по таква работа. Што значи дека повеќе од пола народ е свесен дека не е ништо во ред. Where is the problem? У ком е грму зец? У тоа што тој народ не презема ништо. Имаше неколку обиди да се организираат некои трети опции од мешан етнички карактер, од карактер на реално социјална платформа на која што треба да се развиваат нештата. Ги секоа сите у ноги. Кого купија од тие што започнува бунтови, кого му затворија очи, на кого, не ќем да кажам, кој му шепна, слушај, имаш дете, чути, тамо седи мирен. И овој народ, нека си признае секој еден што не гледа дали ја бладам или зборувам вистина. И овој народ, можеш на улица, во кафена, во кафич, и секаде да чуеш дека јавно себе си признаа, абе не е држава за нас. Абе немој ти мене, не е ова држава за нас, преземи нешто. Така, секој лично од себе да почне. Секој лично од себе да почне. Младината разочарана бега, не бегај. Јас имам дете. И што зборам јас со него? Он, државата вака, државата таква. Преземи нешто. Ама, ако тоа моје дете и повеќе деца преземат нешто, направат нешто, не може да нема миц по миц некаква смена. Ако нашите деца надвор советуваат светски лидери, ако нашите млади и нашите инженери, нашите побегнати надвор се на позиции од кои што зависат светски квалитетни, импозантни имиња, ало па тие истите од нашата држава за 24 сата може да направат Елдорадо. Зошто не се враќаат? Знаете што викат? Не бе, вие сте завршена прича. Ало, зарем до таму дојдовме. Но дали со оваа екипа, екипата на Мицковски, Николовски, Мисајловски, значи екипа... Мене Николовски, Мисајловски никој не ме интересира. Така, но дали ова Тошковски, значи може да направи оваа екипа која што за промена почна некои процеси кои што никој досега не ги почна. Мицковски почнали, пази парадокс. Почнали Мицковски со платформата за национално обединување. Дали почна? Почна. Мицковски ги повика сите на самиот почеток на национално обединување. Така. Што се случи, го исмееа. Така, но тоа е имаш политичка опозицијата, зрелост. Да. Каква политичка зрелост ти имаш? Ако играш на карта, дај бе, не биди смешен, какво национално обединување и така. И хаха сеирото на да, старата. и хаха, и ху-ху-ху. Океј, тоа беше шанса да се провери свеста на општиот квантум на политичката сцена.
Аха. Ама каде се сега? Еве, видовме нешто вчера. Една бројка. Вика, Заев имал 59.000 гласови со кои што е избран. Не е ништо посебно, но 59.000 2021 година е тоа, не е 2002. Средниот, пази, Ковачевски, кој што сите знаеме кој е Ковачевски, има 39.000, внимаве, но излегува сега Венко, кој што сепак е Филипче, неврохирург и се, колку има? 18.000. 3,5 пати помалку од Заев, 2 пати помалку од еден Таче. Извини што те прекинувам. Како СДСМ е веќе бивша партија. Само некој не ги информирал. Так. Зошто? Падот на СДСМ е од подолга историја. Една партија која што на почетокот на формирањето на оваа држава и еден период низ представуваше висок салонски интелектуален елитизам. Стана селска задруга. Кога велам селска задруга, не поради тоа што има селани или некоја провинцијалистичка фела. Не, стана селска задруга. Од високо интелектуална елитистичка фела дојде во ситуација да внатре кучиња шетаат по просториите. Извини, дечко. Тоа е прво. Второ, каде е парадоксот на Филипче? Повторно се извинувам ако премногу го спуштам нивото на дискусија, меѓутоа ќе дадам еден пример. Ајде вака, каде е парадоксот на Македонија? Еден од парадоксите. Македонија е земја полна на парадокси. Филипче, од колку што ми се чини, околу 80.000 регистрирани СДСМ членови како партија. Беа, сега се 26. Што збориш? Да, Све ти е вчера- речено. Вчера Чао, тој е веќе бивша толку се партија. ажурирани, значи не се повеќе од 30.000. И што ти кажува тоа? Каде е СДСМ? На кој ранг е? На кој ниво е? Ништо помалку него на нивото на Беса, на Влен, речимо еден од сегментите. На одонај врапчиња што кажуеше од ВМРО, на овој на оној. Значи он стана сосема просечна партија. Не можеш ти мене како една просечна партија која де факто покажува бројствено дека си просечна партија да ми продаш пувки. Извини, али ќе се вратам на оној пример само од преска. 18.000 гласови за Филипче. Пеки. Ќе се вратиме на почетната бројка од 80.000, кога беше во некаква своја топ форма СДСМ. И ти сега немаш против кандидат. Немаш. Ајде, добијаш поголемо... Венко против Филипче. Извини, Победи. поголемо иле нема ни у Белграду. Така, но ја слушна изјавата на Филипче. Вели, ова не е моја лична победа, туку заедничка победа на сите членови на СДСМ кои веруваат во правичноста, еднаквоста и напредокот. Како тоа јас се победувам себе си, и тоа е победа за сите нас. Тоа многу е само бендисано, но и тоа патетично. што Филипче го кажа, нека ми прости народове, крастаица крива, везе нема, разбираш. Прво, тој човек по некаква случајност, утре заутре тепаат на избори. Значи, хипотетички, галактички, Стар Трек е работа. Научна нема фантастика, везе. не е ни научна фантастика. Пази, абе, Стар Трек. Так. Али, рецимо, тепаат. Ако он во својата партија добива од 80.000, зедковме таа бројка ќе ја земе. Ако се борги, ги асимилираат насилно. Добива 1/4 поддршка. Да. Тој во својата партија има 1/4 поддршка. По случајно станува премиер. И тој ќе зборува во името на Македонија и во името на македонскиот народ. Not in my name. 17 пратеника се сега, еден знаеш дека веќе не е со нив од коалиција. 17 во моментов. Види, СДСМ во овој момент е како рушевина, Боже ме прости, као ние у Газа што ги гледаме. Зграда спуштена, падната, рушевини и некој шета по тие рушевини. Тоа е СДСМ во овој момент. Така. На сите нивоа. Што нуди СДСМ? Што нуди или што прави СДСМ со своите настапи во време во кое што Мицковски од петни жили се труди нешто да направи, да промени, да покаже дека има некои видливи чекори, кои де факто на терен се покажуваат како такви. Повторам, не го брана Мицковски. Тоа се факти и се
нешто што ќе биде кажано против тоа е злонамерно. Дај да му даеме шанса на човекот, дај да го поддржиме, бе. Па макар било и хипокритично. Го, вика Мицковски, вика, ја ќе направам ресет. И сите ха, ху. Ало, бе дај му шанса. Каде е твојот реален пристап кон градење на демократија, здрав систем, здраво општество, а со самото тоа декларирање и инсталација на реал патриотизам. Што значи дека да ти не сакаш да помогнеш некому, ама он е ВМРО-вец. Пеки бе, нека е. Начекај го на прва кривина, па да се вратиме на оно што ја Спреска рекол, да видиме колку е он спремен да ампутира од собственото ткиво. Тука е и он тест. На тестот на патриотизмот, на тестот на реалната љубов и инсталација кон собствената држава, татковина, etc. А со самото тоа поставување темел на иднината на оваа земја. Што ќе чекаме ние? Утре на 6 беш некој во Европа навечер табла игра му вика Македонија, каже 6 беш. Дуј се, вика, Македонија можеме да влезе. Чекај, дечко, ние треба да изградиме Европа. Прво тука, па после Европа. Не зимаш? Да. Не зимаш? Не. Меѓутоа, за жал, сведоци сме на тоа дека и Европа у овој момент игра 6 беш, не знае што ќе прави. Така да, дајте овде да се средиме. Дајте во земја внатре да воспоставиме ред. Европа, шетај, не ми ни требаш у овој момент. Дај бе ние, јас и ти сме моторџии, така? Кога ќе искочеме низ град, да сме срекни. Срекни, условно речено. Да не се борам по патот, да, дај молим те, или дај не, молим те, да возам по здрави патишта. Да не ме удираат на црвено за промена. Ма те молам. Па да имаме ред, па било каде кој ќе се појавиме пред некоја институција на системот. Да знаеме дека сме пред институција, бе, а не пред селска банда, бе. Колку секој чекореве денеска, не знам дали виде во Тетово за... Се извинувам, уште не ти одговорив како јас би направил ресет. На клоци, пријателju. Преđи на друго питање. Приказката за она руинирање на приказката на она судство кое што има 2%, тоа е во нивото на нели она статистичка грешка, некој велел дека можеби е 0. Дали денеска покажа, имаше 3,5 години за човек кој што прегази девојче 22 годишно во Тетово на пешачки премин. Го осудија 3,5 години. Што се случи, се жалеше, отиде на апелација, тие рекоа не, многу е признал, еве му 2 години, го вратија во основен суд Тетово, што бидна да 2 години затвор за прегазување на дете, девојче, на пешачки премин. Истото се случи на млечен ресторан, тој го ослободија, па дури му дадоа условна казна, па се бунтувавме, тука беше кај мене неговата сопруга која што го изгуби детето, Наташа. Правевме протести и моторџиите, бидејќи беше моторџија, нели, и граѓаните се собравме сите, за да што направат? Му дадоа, цели 2 години повторно за тоа што преминал дупла полна и убил човек. Значи, кој е примерот? 0%? Па мислам дека е многу, имаат минус 10%. Минус 10 се согласувам. Каде ќе одиме вака? Па се тоа дел од приказката за системот. Не е проблем тој дел. Да. Апсолутно сочувство искажувам со секој едно погинато детенце згазено, со секој еден што во таква несреќа изгубило живот. Апсолутно сочувство искажувам. Меѓутоа, тие примери се банални, не е тоа суштината за изградба на здравиот систем. Здравиот систем треба да се удри во главата. Рибата смрди од главата. Крупниот криминал каде е. Се додека ние во медиумите... Молам? Во Дубај. Во Дубај. Сега, тоа е тој што треба да биде примерот, нели? Ние, дневната политика, дневните медиумски потрепштини ги покриваме со примери дека некој што крадел вести имаш во која 7 минути има прилог за тоа дека некој таму на Скопска Црна Гора украл 3 метра дрва. Добро, тоа не е прашање. Тоа е делот организиран. Се извинувам, не е тоа прашањето. Прашањето где су паре на државата. Имаме примерно пари за изграда на патишта. Каде ни се патиштата? Крастаица крива. Имаме пари за подобрување на здравството, системот и така натаму. Каде ни е здравството? У офсайд. Имаме, американците јавно искочија, ало во вас сме инвестирале $1 и нешто долари за подобрување на судството. Милиарда. Каде ви е тоа?
Отишло у ПМ, Погрешно ги извини. инвестирале. Знаеме ке кого, сега не става. Тоа е проблемот, пази, да. тоа е она со што Да. треба да се бавиме. Кој на кого? Кој кого да дигне на клоци у оваа држава? Нема кој кого да дигне, Или за затоа уши, што така беше, сите прсти у мед имаат. Сега сите, тоа треба да го докажеш, меѓутоа ајде, биди мангуп, Да имаше, покажи, немаше, докажи да, и казни. Така. Се додека ние дискутираме и дека овдека изиграваме некои паметњаковичи, као ја моментално што сум, мислам, ја имам таа привилегија да зборам јавно, па се изборам. Меѓутоа, се дека мудруваме, некој станува се побогат. Се дека мудруваме, некому му чури оџакот, шта да ти причам. Се дека ние мудруваме и викаме што да правиме, како да правиме, некој 5 поколенија обезбедил. Кој е тој што обезбедил 5 поколенија? Ајде да се вратиме. Ако веќе главата смрди, ако веќе рибата смрди од главата, дај да ги видиме оние носечки структури кои своевремено во името на народот, со бајраци, со големи Македонии, големи Албании, со комити, со балисти и така натаму, создава амбиент на политичка платформа врз која може секојдневието да го поминуваме додека држи воду док мајстори оде, додека не си прави паричка дебела, народот искачаше. Европското И знаме, се а ги тепаше истото го правеа. Ма те молам. Така. И значи, Да. дај би таа структура нека се чепне. Па нека гори кај ќе гори. Јас овде немам намера да се правам патриота. Јас сум роден тука. Меѓутоа, кога веќе сакам да живеам, да останам во својата татковина, без разлика што јас не сум македонец етнички. Јас сум македонец географски. Јас со тебе јадам леп заедно. Што сме ние? Сите сме ние македонци овдека. Ако веќе си правиме државичка, албе нема опрост никому. Меѓутоа, таквите кај мене, што вака изнесуваат тези, ги нарекуваат, абе, осте го будале. А овој трезен ли е, пијан ли е, што збори. Абе, осте го гледаш дека треба се глупости. И тоа, знаеш кој најмногу го збори? Да. Оној, што е уствари најмногу заглавен до овдека вокал, да не кажам у друго нешто, Так. оној што до него лиже од од тој мед, оној што до него јадничок добил работичка и така треба, вика. Или го унапредиле, да. Ало бе, муж треба во оваа држава. Има ли муж? Ајде, Мицко се најава Мицковски, се не јавува ко муж. Абе да го поддржиме? Ајде да го поддржиме. Некој ќе рече, ама зашто он баш? Со чисто брашно, он се погодил сега. Иако е веќе он, иако веќе него му даваме шанса, ајде да го поддржиме. Так. Не него ради него, ние ми га мајка родила, него ради тоа што сакам нешто да се смени во секојдневието. Нешто да се смени на подобро. Нешто што мене ќе ми ја наполни душата, затоа што кога ќе го напуштам овој свет, знам дека моите поколенија сепак ќе живеат некаде каде што има барем малку ред. Барем малку ред. Па што им даде Господ? А нема само ја поколенија. Има 2 милиона жители во Македонија, поколенија. Мултиплицирај го пута у просек 2 до 4 деца, значи 8, 10, 15, 20, 50 милиони македонци во иднина зависат од тоа дали ние сега ќе се освестиме или нема. Така, денеска не утре, задутре, Или, пак уште вчера. ало, дечки, дајте малку реално да гледаме, или ќе не снема. А не сме ќорави, ниту неписмени, ниту глупави. Многу брзо ќе не снема вака. Она што се случуваше, да се вратиме на СДСМ, бројките велат дека ако Ковачевски имаше дупло повеќе од Филипче, Заев имаше дупло повеќе од Ковачевски, и тоа не беше ништо случајно затоа што одговараше сразмерно, тоа е статистиката, а бројките не лажат, нели, факти се, дека тогаш Заев колку што имаше пратеници, потоа упола и повеќе имаше Ковачевски, со оној минимум историски. Она што сега следува е тоа дека Филипче ќе има упола од Ковачевски. Ти се верува дека СДСМ па и не е толку чудно од 17-18 да се сведе на 9-10 пратеника, а можеби ни толку? Јас познам барем 5 најмалку, Да. кои тоа би го признале, да не кажем познам 20, СДСМовци,
видни СДСМовци, кои викаат готово е со партијата. Ја лично комуницирам со луѓе секој ден. Човек од роđење, од формирање на СДСМ до ден денеска, во структурите, го прашувам, кај сте бе? Лака ми вика, чао. Абе, како бе, чао? Чао, ми вика. И се пази, по-брутална фраза, дали ти треба? Дали треба елаборација на стручно ниво? Дали ти треба филозофија, како што ја правиме во секојдневието? Во секојдневието, во употребата на политичкиот вокабулар, поготово кога тоа се однесува на опозицијата, која и чија позиција зависи од умењето на реторичка представа на тоа дека они се во право и така натаму, употребајќи фразеологија која збунува маса. Мајка ми стара 85 години слуша некој од СДСМ на дискусија, вика, лега, ма паметен човек. Викам, мамо, ај, чути, викам, ти прати го малку што збори типов. Че се е реторика, се е гола вода. Народот затоа има една адекватна фраза. И срамота е да спомнам, све е јадење бурек. Кратко. Така. Имаме уште многу теми за отворање, не се сомневајте, со мене Агим Јонус нема да биде досадно, тоа е факт. Се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас. Се враќаме во за или против, мој гостин е Агим Јонус. Она што го коментиравме во првиот дел беше првин за Македонија и она што ни се случува, потоа преминавме на опозицијата, која што исто така искоментиравме, за да има добра власт, треба да има и добра конструктивна опозиција. Во моментов тоа го нема и тоа е факт, но дали она што се случува, можеби малку наликува на оние последните денови на она Хитлерова Германија, да речам. Зошто? Затоа што таму во последните денови што прават, ги вадат оние кои што им останале, децата ги ставија во борбените редови, знаеш дека и тоа се случувало, и гинеле и сето тоа, заради тоа што некој така оценил како последна шанса, еве се случувало и тоа во СДСМ, сега ги вадат синовите на оние извиканите СДСМ фаци, дали бил Бучковски, дали бил Фрчковски, и видовме две утки, промашувања тешки, одјавување на митинг со мегафон, им помина митингот каков таков, не се гледаше дека и митинг се нарече протест, за да следниот ден пресконференција одржи некој кој што веќе следниот ден се покажа дека шмркал кокаин. Дали ги извадија децата, последните очајнички потези, Desperate Times Takes... Не треба децата да трпат еден феномен... Ма не се веќе деца тоа, прости, тоа се веќе... Тоа е во ред, токму тоа и сакам да го кажам. 30 годишни луѓе, да. Значи, без разлика, јас лично го познавам и Фрчковски, лично го познавам и Бучковски. И, што се вика, семејствата и така натаму. Тоа што се тие, не значи дека децата треба да бидат жигосани, не значи дека децата треба да плаќаат некакви гревови, затоа што се тоа млади суштества во полн ек на едукација, на животно искуство, градење и така натаму. Дајте им шанса на младите. Нека секој еден го извади своето дете, бе. Еве, и Мицковски своето дете, што се вика, мислам хипотетички, нека го извади Филипче своето дете, нека извади сите Али Ахмете, сите своите деца нека ги извадат. Меѓутоа, да не се идентификуваат со нивните родители, зошто? Да им дадеме генерацијска шанса. Да им дадеме можност да изградат своја личност, да изградат свој став, да покажат и докажат дека тоа што ќе искочат на јавната сцена ќе биде заслужено, ќе допринесат да забецот го започнат на промени. Сите се тие млади луѓе кои што допрва треба својата иднина во Македонија да ја градат, ако остануваат во Македонија. И затоа, тоа што таа политика на пуштање своји деца во први редови, тоа од секогаш и било, тоа сега само се појавува во политиката. Од секогаш. Сите можни доктори кои имале име и презиме и некоја звучност кај нас, сите нивни деца се веќе на нивните места. Во институции, од витален карактер, од карактер во кој што звучноста на позицијата гарантира некаков статус, кај биле татковците, сега се децата. Се сосема случајно, тоа се појави во политиката.
Тоа што тие млади луѓе, и Јон Фршовски, и овој, како беше име, на Никола Бучковски, она со што они треба да бидат соочени е тежината на задачата која ја преземале. Jer, ако они влегуваат во политиката, ако они сакат да променат нешто, ќе се вратам на феноменот на оно што Преска Мицковски го спомнав. Колку е тој спремен да ампутира дел од собственото ткиво. Така и тие деца треба да бидат спремни и свесни колкав дел од собствениот идентитет треба да ампутираат за да бидат примерни политичари, за да бидат јавни личности на кои ќе им се верува кога ќе излезат, да бидат јавни личности и политичари кои ќе поведат маса. Дај Боже да има што поголем број на млади луѓе, па нека има, па секој втор, трет, нека биде 35 годишник. Ке се изроди една критична маса од нив. Ке излезе напред, па на крај крајeva Николовски од ВМРО. Тој цел живот и у политика. Почна од чаторите пред собрание, каде што така имаше цела генерација добро. Кај што штрајкува со глада, уствари пиеја боза у шаторите. Мислам, меѓутоа почнаа нешто да прават тогаш. Дајте им шанси и на овие дечки, бе, па биле од СДСМ, па нека се, од Свети СДСМ, нека се, нека ме организира поубава иднина. Дали е тоа и обидот на овие протести кои што испаднаа јавови, да не се лажеме ќорфишеци, не зборувам за оние изворни протести кои што се одржуваат во Кочани од граѓаните кои што таму се гневни секако и она што е изворниот протест. Зборувам за кој е следен, зборувам за оние студентски пленуми, малку реприза на некои работи за оние народни собранија пред Народното собрание, кои што испаднаа и ССМ се појави. За жал и тие исто така поминаа како што помина. Младите дали инструментализација ова на трагедијата, а ССМ од друга страна наплатите во ова време им текна на такво нешто. Значи Боже ме прости, да, што ќе кажам така, али случајот Кочани им даде на сите можност нешто да кажат, да рипнат. Сега, тука кој поврза баби и жаби, кој го искористи тоа за некакви поинакви нешта. Злоупотреби. За злоупотреби. Кој на разни нивоа и сегменти искористи можност да му се чуе гласот е сосема друга работа. Мене еден сосема друг феномен ме плаши во Македонија, а тоа е немањето на собствен идентитет во смисла на преземање револуционерни чекори. Македонија, кој сака нека рипа, до таван нека рипа, цела јавност, секојаш била филијала на Србија. Во која смисла? Скопје било секојаш филијала на Белград. Ние сме биле фраери онолку колку што сме учели од белграѓани. Она што вчера се десило у Белград, ние тука сме го копирале утре. Она што вчера у Белград се кажало направило лево-десно, заутре у Скопје било направено исто така лево-десно. Ние не сме создале собствен идентитет, собствена идеја, собствена платформа и собствен имидж. Имидж една држава прави онака како што тоа доликува на поднебието, амбиентот, идентитетот, по етнички, културолошки, секаков начин и однос. Молам? Протестите беа копирани значи, целосно, за не жал. само копирани, него и диригирани. На Стрешницата во Нови Сад и Македонија, младината во Македонија дефинитивно треба да се одлепи од српската. Зошто да се одлепи? Не затоа што се ни Срби. Напротив, респект и почит. И кон албанците, и србите, и бугарите, кои сите. Туку кон градење на собствен имидж, пријателju имидж. Србите заминаа со точаци во Страсбург, ги запалат велосипедите, точаците и нашиве да отидат исто да покажат такво нешто или нема до толку кондиција, можеби? Ма не за кондицијата. Кондиција зборуваме USA. Ма не за кондиција, пријателju, нема друга една работа. Немаш основна кохерентност кај младите. Ние создадовме труло семе, ги замразивме младите и меѓу себе. Пола од тие што искачат од средна школа на некакви протести се срекни што не идат на часови. Везе нема со тоа што искачува. Секојаш и беше така. Да.
Пола од таа младина која искача таму е поделена на ВМРО-вска, СДСМ-овска, на предавници и полупредавници, на балисти, шовинисти, шиптари и каури. Унутра, каша попаре, во Србија се обединети околу една идеја. Ти овде имаш циркус, за разлика од Србија. Извините, али тоа се факти. Демантирајте ме ако лажам. Во Србија цела таа младина искочи единствено. Интересно, Ова тие наша немаа младина шарена овдека, револуција, таква. нека ми се љути колку сака. На почетокот на 2000-тите има, ама таа има заборавено, ние сме се уште пресвесни за она што се случуваше пред 9 години. Пази, многу тежок збор кажав, за да не ме сватат погрешно. Секаде каде што се младите го имат и Агим Јунус позади нив. Секојаш ќе бидам со младите. Абе, дај да видам единство. Дај да видам единство, дај да видам идеја, дај да видам дека нешто се прави. И на кого останавме на крајот? Во целата папазијанија на јавната сцена и политичката сцена, останавме на дневна политика, сега почна модерно, стана уште од денеска, вчера, завчера, влегуваме у кампања за локални избори, комбинаторика, кој со кого, кој како, зашто, лево, десно, реторика која пополнува дневни медиуми, врати се било кој медиум земи го денеска на вестите, главна тема, дали Тараваре ќе искочи, со кого ќе коалицира. Ало, чекај, рибата у вода. Тоа беше протежирано од ДУИ медиумите, прифатија СДС. Ало, дечки, чекај, рибата е у вода, тавата си ја ставил на ревна. Значи, сите полека, ама сигурно се враќаат во филмот, нешто, ајде заташкаме што можеме да заташкаме, зашто ако ја дигаме прашината се повеќе и се погласно, ќе летаат глави. И ова е еден Декамерон од Джовани Бокачо. Ако си го читал, Декамерон од Джовани Бокачо, не се знае кој кого котрља у оваа држава. Ајде, пријатно. Ти благодарам што беше мој гост. Благодарам, чест ми беше што ми дозволи да кажам што мислам. Исто така. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте не живи и здрави и секако чувајте се многу.